Ах, тие нежни гласчиња, топли насмевки, толку се мили, кревки, невини. Тој свет е сосема поинаков од светот на возрастните. Го сакам тој детски свет. Не знам дали останавте рамнодушни на прекрасните поздрави од малите бисерчиња. Дефиниција за деца нема, но сите велат дека тоа е најубавото нешто што може да му се случи на човек. Сите сме биле деца, но не сме биле сите исти. Иста ни била само желбата за мирно детство. За мир. За мир се потребни храброст, сила и мудрост. Мирот е долготраен процес, честопати комплициран и тежок, но е единствениот што води кон просперитет, кон среќа и кон достоинство. Има многу меѓународни граѓански организации, чија што цел е заштита на децата и на нивните права и зајакнување на невладините организации за правата на детето, што се залагаат за почитување на детската личност преку заштита на правата на децата и низ застапување на нивните интереси, го збогатуваат животот со содржини што го прават детството сигурно и творечко, го прават среќно и радосно. Токму поради тоа се организираат разни конференции, проекти за ран развој, затоа што првите 5 се најважни на свет. Звучи познато, нели? Се наоѓаме пред прекрасната сала Сава Центар во Белград, во која што се одржува уште попрекрасна манифестација со наслов Моќта на предучилиштното воспитание и образование во изградбата на мирот во Европа. Тема достојна за почит, а што се случуваше внатре, одиме поред. Конференцијата се одржа истовремено кога се одбележуваше и Меѓународниот ден на мирот. Сите учесници му изразија јавна поддршка на мирот и порачаа да продолжи да се манифестира со конкретни чекори и мерки за надминување на омразата, предрасудите, култот кон оружјето, национализмот и насилствата во сите земји. Секој треба да го даде својот максимум кон стремежот за светски мир. Целта на проектот е да се поддржи влијанието на граѓанското општество во текот на процесот на помирување и единство, преку едукација во раните години на Балканскиот регион и во Европа. Моќта на раниот детски развој во градењето на мирот во Европа. За детето. Помош деци организација из Београда организуе конференцију дводневну Моќ предшколског васпитања и образовања у изградњи мира на Балкан. Помош на децата е организација од Белград, која што и ја организира дводневната конференција Моќта на раниот детски развој во градењето на мирот во Европа и на Балканот. Програмата е финансирана од Европската комисија и има за цел да ја развива мрежата на невладините организации, организациите од граѓанскиот сектор, предучилишните установи, образовните установи и социјалната политика во регионот, кои што ќе го поддржат развојот на најмалите на начин што овозможува почитување на разликите, толеранција, вклучување во игра и развивање позитивни емоции во однос на секој што е поинаков во кој било поглед. На конференцијата учествуваат партнерите, а тоа се: првата детска амбасада во светот Медјаши од Република Македонија, Балканските сончогледи од Косово, Центарот за цивилни иницијативи од Хрватска, Децата пред се од Црна Гора, нашите партнери од Северна Ирска, Рани години, Организација за мали деца и партнери на децата од Албанија.
Регионалните мрежи на невладините организации имаат вештини и знаења за истражување и за анализа на политиките, на програмите и можат да интервенираат во превенцијата од конфликти, во градењето на мирот и во помирувањето. Се залагаат за вклучување и за спроведување модули и теми суштествени за превенција од конфликти, за градење на мирот и за помирувањето во националните програми за ран детски развој. Првата детска амбасада во светот меѓаши се залага за почитување на личноста на децата преку заштита на нивните права, застапување на интересите. Ги поврзува децата од различни средини и ги збогатува нивните животи со настани што го прават детството сигурно и творечко. Учеството на вакви конференции е обврска и поттик за поупорна работа. Првата детска амбасада во светот меѓаш е фокусирана кон раниот детски развој со намера да што поголем офат на деца се вклучат во градинките, затоа што тоа е неопходно во правилниот раст и развој на децата. Сметаме дека сите овие меѓународни конференции, наше учество, каде што дојда и директорите и воспитувачите кои работат директно со деца, ќе помогнат да изградиме вистински личности кои ќе ги прифаќаат различностите, а Македонија како мултикултурна земја има огромна потреба да вклучи што поголем број на деца за да може тие кога ќе пораснат да вистина бидат толку способни и свесни да никој не дозволува да ги манипулира и вклучува во било какви ситуации кои ќе го дезинтегрираат граѓанското општество во Република Македонија. Првата детска амбасада во светот меѓаш стекнува големо искуство во меѓународни конференции затоа што тука има можност да ги абсорбира, би рекол, искуствата кои ги има пред се Early Years од Северна Ирска и Афлатон, кој работи со ран детски развој, каде што дават посебно внимание на детето, на просторот кој го имаат, на воспитувачите, сензибилизација на воспитувачите да може децата да се изразат на најсоодветен начин и преку игра, кукли, говор да ги пренесат состојбите кои им се случуваат во семејството, а воедно и да ги изградат како граѓани одговорни во општество кое никој нема да им го узурпира, би рекол, просторот на само изразување, само почит и една личност која ќе може навистина да гради толерантно општество, прифаќање на различностите. Ќе набројам неколку теми од пленарните дискусии. Важноста на раниот почеток, еколошкиот модел, ефектите на конфликтната средина врз развојот на малото дете, детските права и малите деца, општеството и социјалното образование на малите деца. Почитуваниот професор доктор Стюарт Шанкер говореше на темата самоконтролата и малите деца. Зборуваше за најновите достигнувања во развојот на невронските мрежи со драстично менување на ставовите кон можноста за максимизирање на образовниот потенцијал на секое дете. Но, што е всушност самоконтролата и зошто е таа толку важна за учењето? Доктор Шанкер зборуваше за природата на самоконтролата, за искуства со кои што се промовира развојот на самоконтролата и за факторите што можат да го попречат развојот и што прават практичарите за да се подобри самоконтролата на секое дете во училница. Сите се согласни дека секое дете е бисер што му дава топла светлина на светот. So for us in Northern Ireland, we really believe that each child is a peril. And for us, it is about seeing how we can support young children to help us create a new, more peaceful and just society. The programme that we have been talking about at this conference Искрено верувам дека секое дете е бисер и нам ни е многу важно да им дадеме поддршка на младите, што ќе ни помогне во градењето на мирот. Програмата за која што зборуваме на оваа конференција е за градење култура на мирот во раното детство и за подигање на свеста за мирот. Наставниците и родителите треба позитивно да влијаат.
Лекциите што се опфатени во оваа програма ги споделуваме со Македонија, со Србија, со Албанија, со Црнагора, со Хрватска, со Косово. И веруваме дека заедно ќе придонесеме секое дете да има можност за мирно и спокојно детство. Член 38 од Конвенцијата за правата на децата гласи: Имам право на заштита во време на војна. Невладините организации константно развиваат и остваруваат различни активности за промовирање на детските права. Овие активности се реализираат и преку издавање печатени материјали, преку информирање во медиумите, застапување и лобирање, и низ креирање и промовирање кампањи. Дали му кажавте денес на вашето дете колку го сакате? Види, слушни, кажи. Детство без злоупотреба. За подобар систем за заштита на децата во Источна Европа. Учество на семинари, на тренинзи, на конференции, награди, промоција на правата на детето и застапување и лобирање. Целите се постигнуваат низ организирани форми на активности. Се зголемува бројот на учесници, повеќе информации и размена на искуства. Се викам Алда Кондакчиу. Ја представувам организацијата Партнерство за децата од Албанија. Јас сум координатор на проектот Партнерство за социјална кохезија, преку едукација и развој на раното детство во Европа. Учеството на оваа конференција е важно, бидејќи дава многу сознанија за раното детство. Колку е важно раното детство или влијанието на раното детство во воспоставувањето на мирот. Целта на конференцијата е да се подигне свеста за новите предизвици и можности. Учество на партнерските невладини организации од различни проекти во заеднички тренинзи за истражување, мониторинг, договарање, засилување на невладиниот сектор во партнерските земји. И размена на искуства и заклучоци од разни проекти низ заеднички листи на контакти, билтени, соопштенија, најави на случувања, обезбедуваат можности за заедничка работа. Предавањата ги презентираа познати интернационални експерти, многу звучни имиња на полето на детската заштита. Работилниците представуваат можност за развивање на креативноста и фантазијата на учесниците. Тоа се реализира преку најразновидни активности според интересите на учесниците, а со употреба на соодветни прирачни средства. Изборот на работилниците беше навистина голем. На работилницата за стапување и лобирање се говореше за застапувањето како алатка за постигнување на целта и за промовирање добра практика. Зошто ни треба стратегија за застапување? Како да се користат алатките за застапување во нашата програма? Чекор по чекор, прошетка низ различни фази, презентираат Драги Змијанац и Ѓорѓе Ѓорѓевиќ. Обезбедување квалитет, стандарди за квалитет и зошто ни требаат. Како една невладина организација ќе го оцени своето управување со квалитетот? Какви чекори се потребни за постигнување квалитет? За овие и за други теми во врска со прашањето можеше да се дискутира со Мирела Деспотовиќ. Многу интересно беше и во работилницата Кутија на различности.
Каде се наоѓаме во океанот на идеи и програми за работа? We have developed a program in Northern Ireland. Оваа програма ја разви организацијата Рани години, која е најголем волонтерски сектор на услуги на група, базирана на услуги во раното детство во Северна Ирска. Организацијата обезбедува обука, градење капацитети за заедницата, поттикнува иницијативи, консултации, истражувања, застапување и информации и библиотечни услуги. Ранни години разви меѓународна мрежа за градење мир со мали деца, програми за развој и обука во областа на градењето на мирот, со мали деца, семејства и заедници. Ги разбива стереотипите во британското општество што се среќаваат кај малите деца и помага за промена на ставовите и мислењата кај децата и кај нивните семејства спрема обкружувањето. Една од компонентите на програмата е работа со децата во училиштата со цел да им се овозможи отворен разговор за различностите, и тоа се деца на возраст од 3 до 7 години. Еден од начините на работа е употребата на куклите. Ќе ви покажам една кукла од Северна Ирска. Ова е малото момче и се вика Том. Том може да има 3, 4, 5 или 6 години. Може да биде во која било група со која што работи наставникот. Идејата е децата од која било група да се идентификуваат со Том. Том е личност со своји особини. Има семејство, живее во заедница. Том ни кажа дека има 4 години и дека доаѓа од обкружувањето на Белфаст и припаѓа на католичката заедница. Не зборува за сите работи што ги сака. Тој сака да плива, учи пливање и веќе знае да нурка и да плива на грб. И сега децата почнуваат да се идентификуваат со Том. Малото момче се што сака, но и се што не сака. И сите искуства во заедницата, добри и лоши, им ги пренесува на децата од протестантската заедница и им помага да ги урнат стереотипите за католичката заедница. It starts to help children from the Protestant community break down the stereotypical images that they might have about children from the Catholic community. Got a sad face, he's feeling sad. He's feeling sad when things happen to him. When he's excluded or called names, he feels very sad. Конференцијата е можност за професионален развој, евалуација, вмрежување и размена на искуства. Верувам дека темите од конференцијата ги инспирираа учесниците за учење, за соработка, со желба за продолжување на ова интересно патување, но и за создавање подобри услови за сите деца и за нивните семејства, да растат и да го развиваат својот потенцијал во мирно обкружување. Животот е премногу краток за да дозволиме децата да се будат со плачење. Верувам дека среќата во животот зависи од убавината на мислите, но